На првата пресконференција во делокругот на финансиите, новиот градоначалник Николчо Илиев денеска излезе со податоци кои ги отсликуваат негативните состојби и финансиски дупки во повеќе сфери кои засегаат општинската каса. Во своето 18-минутно обраќање до јавноста, Илиев ги посочи основните финансиски показатели кои практично покажуваат колку е испразнет буџетот. Првичната анализа која направивме, односно ја направија службите на општина Кочани, покажува дека нашата општина во моментот е неликвидна. Со други зборови, да кажеме дека трошоците кои ги имаме не ги покриваат приходите кои ги добиваме секојдневно. На функцијата градоначалник сум од 25 октомври и според сознанијата, односно според информациите што ги добив од моите соработници, ние во моментот имаме на тековната сметка, односно долгови по однос на обврски кои се направени во изминатиот период, значи тековни по фактури околу 48 милиони денари. Тоа значи дека обврските денеска што лежат за измирување само по основ на тековни обврски се околу 800.000 евра. Кога ќе ги собереме се вкупните обврски кои произлегуваат по долгови од основниот буџет, излегува дека нашата општина е презадолжена општина и неликвидна општина, односно општина задолжена од 157 милиони денари. Или, со други зборови, нашата општина има долгови за враќање по сите основи од 2,6 милиони евра. Истакнувајќи ги долговите на основните и средните училишта по основ на бесплатен превоз на ученици, тој го издвои средното општинско училиште Гошо Викентиев како најзадолжено. И училиштата се во една незавидна состојба и се соочуваме секојдневно со блокади кои настануваат по основ на побарување од доверителите. Долговите кои настануваат по основ на дотации од Министерството за образование, и таму се појавува една обврска, еден долг од 43 милиони денари, односно некаде околу нешто повеќе од 700.000 евра има долг на училиштата. Значи, еве еден детален извештај за задолженоста на училиштата, заклучно со 25.10. Основно училиште Свети Кирил и Методи, 6.616.773 денари. Никола Карев, 8.198.961 денар. Малина Попиванова, 859.393 денари. Раде Кратовче, 1.019.667 денари. Крсте Петков Мисирков, 1.085.185 денари. Основно музичко училиште Ристо Јуруков, 238.072 денари. Гошо Вегетиев, 24.131.151 денар. Таму ситуацијата е најдраматична. И Љупчо Сантов, 1.161.034 денари. Или вкупно 43.310.236 денари долг на училиштата. За градоначалникот е несватливо тоа што за локалните избори биле потрошени околу 3 милиони денари. На ова треба да додадеме уште една обврска која произлегува од неодамна одржавните избори. Во конечниот износ не го знаеме, меѓутоа се претпоставува дека ќе биде помеѓу 2,5 милиона и 3 милиона денари по основ на трошоци за организираните локални избори. Сепак Илиев не ја оцени состојбата како безизлезна, туку најави дека со домаќинско работење ќе се надминат финансиските дубиози, што е предуслов на тековно и квалитетно функционирање на истата.